Оштетена плоча, ѕидови со влага, вода која се враќа назад на терасата. Ваква е сликата во станот на Елизабета и нејзиното семејство, откако соседот изградил тераса со што ја затворил водата на нејзината тераса. Вели прекршени се законите, а таа и нејзиното семејство трпат штета. Затворена ми е водата од терасата, 15 сантима и повеќе има ставено малтер одозгоре на плочата, кај што се гледа многу убаво дека ми е оштетена плочата, затната ми е водата ми се враќа у дневната соба, после секој дош ја морам да пархето ми се подигне, па да отварам, па да луфтирам, па пархето да ми се симне. Малата соба исто трпам влага, значи скапан ми е веќе регало за алишта, морам нов да зимам. Има порамнувачки слој над 15 сантима, а по закон е порамнувачкиот слој да биде урамно со мене, хоризонтално да оде. А он е ставил 15 сантима. И после тоа, секој втор ден он си доаѓаше, тука си замалтерира, тука си направи, секаде. Кај што му одговараше? Дополнително на проблемот со кој се соочуваат, соседот ги тужил, а судиката пресудила во негова корист. Прашува на која основа е донесена пресудата, додавајќи дека проблемот ќе се решава на суд. Додека ние бевме у Турција тие 3,5 недели на лекување, до нас судиката пресуда да му ја платам на него штета, да он може још уште нагоре да си граде. Па сакам да ја прашам, колку може он нагоре да граде? Дали може и преко мојот џам да оде да граде? Дали е дозволено од нејзина страна? Дали она ги законите донеса? Дали е она таа што го ставила законо? Дали она погледнала уопште вештачењето? Дали е видела она уопште за каков предмет се работе? Ќе оде тоа до јавните обвинители, до сите, до основен суд, секаде ќе оде. Ако е потребно ќе се оди у Скопје на суд и у Хаг ќе се оде, да биде јасно. Бара случајот да биде разгледан повторно со цел да се утврдат пропустите кои веќе се направени. Децидна е дека реагирала и во општината, од каде посочиле дека соседот не смее да гради повеќе, бидејќи не дозволуваат законите.